Украина е најсериозниот предизвик за европската и евроатланската безбедност по студената војна. Западен Балкан се соочува со засилени активности на злонамерни актери кои настојуваат да ги нарушат демократските процеси преку економски притисоци, политички влијанија и дезинформацијски кампањи. Оба во своето излагање го истакна министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски, кој рече дека нашиот придонес во алијансата има посебно значење. Овие трендови бараат интензивна, долгорочна и координирана реакција и од НАТО и од Европската Унија. Наше барање е обезбедување на долгорочна стратегија од НАТО и ЕУ за регионот, кој ќе резултира со целосна интеграција на земјите од Западниот Балкан во структурите на НАТО и Европската Унија. Преку видео обраќање заменик генералниот секретар на НАТО Радмила Шекеринска порача дека соработката меѓу НАТО и Европската Унија е силна со цел заедно да се справат со предизвиците не само во Украина, туку и во регионот. Македонија веќе 5 години од пристапувањето во алијансата придонесува за стабилност, а членството значи и сигурност за земјава, рече Шекеринска. Стабилноста и успешноста во овој дел од Европа се суштински за нашата безбедност. На ова место ќе бидам пристрасна и ќе кажам дека нашето членство во НАТО значеше и значи дека нашиот напредок е заштитен. Нашата држава и нејзините граници се сигурни. Амбасадорката на САД Анџела Агелер порача дека инвестирањето во одбраната не е работа на избор, туку на потреба и затоа ги повика сите сојузници да продолжат да го прават тоа. And we applaud North Macedonia for continuing to meet the contribution levels necessary to maintain the power of NATO, including the 5% defense spending. They stepped forward early, and we commend them for truly making defense a national priority. Германската амбасадорка Петра Дрекслер порача дека Европа мора да зајакне не само преку внатрешни реформи, туку и проширување. Особено во време на геополитичките предизвици, само силна и обединета Европа може да гарантира дека нашиот континент ќе има просперитет, безбедност и слобода на долг рок, истакната. Foreign Minister Variful, who recently visited all 6 Western Balkan countries, has made that very clear. The Western Balkans is an integral part of the European family, and the EU is not just a distant promise, but it is a reality on the ground already now. And full membership based on a merit-based process is a very concrete prospect. Потпредседателот на Собранието и пратеник Антонио Милошовски пак посочи дека интеграцијата на Западен Балкан во Европската Унија не е потребна само за земјите од регионот, туку и за самата Европска Унија и НАТО.